Председателот на Европскиот совет Доналд Туск денеска во Македонија ќе биде примен од председателот Ѓорѓе Иванов. На средбата, според најавите, ќе се разговара за мигрантската криза и за улогата на Македонија во справувањето со неа. Како што информира кабинетот на Иванов, тој ќе го запознае Туск и со политичката ситуација во земјата, а ќе се разговара и за европската перспектива на регионот. Барањата на организаторите на протестните маршеви за заедничка Македонија за време на денешниот протест остануваат Европската унија да ја отфрли и осуди платформата од Тирана. Денешното собирање пред седиштето на Европската унија се поклопува со доаѓањето на првиот човек на Европскиот совет, Доналд Туск. Почетокот е закажан, како и досега, во 17 часот од пред владата, а ќе се маршира до зградата на Европската унија. Собранието на Република Македонија попладнево ја продолжи конститутивната седница со дебата која повторно продолжи на темата иранската платформа и што тоа Заев прифатил во замена за поддршка од албанските партии. Пратеникот Илија Димовски денеска изјави дека најмалку е важно дали се вика платформа или декларација и дека тоа е само обид да се тргне од вниманието на граѓаните содржината на документот кој што ја загрозува унитарноста на државата. Во Скопскиот кривичен суд денеска повторно беше одложено рочиштето за случајот подкуп во кој е обвинет председателот на СДСМ Зоран Заев, откако адвокатите на одбраната побараа обвинителството за гонење организиран криминал и корупција да им ги достави копиите од доказите за случајот. Следното рочиште е закажано за 4 мај, кога треба да почне главната расправа со воведните зборови на обвинителството и на одбраната. Председателите на Европскиот совет и на Европската комисија Доналд Туск и Жан-Клод Јункер денеска му го честитаа изборот на премиерот на Србија Александар Вучич за нов српски председател уште во првиот круг на изборите. Туск и Јункер во нивното писмо честитка до Вучич сметаат дека неговиот избор ја потврдил силната поддршка што ја ужива меѓу населението во земјата.